Здраво, здраво! Да ви се представям на почетъка. Аз съм Бобан Димитров от Македония, от град Щип. Той е един маленки град тамука, но прекрасен град. И сакам да ви поделя мое свидетелство от моя живот. Какво е произходил от моя живот, какво я съм се отстранил и съм почнал да употребувам наркотики, стал съм наркоман, но с Божия милост и Божия помощ денеска и аз служам на Бога и не употребувам наркотики. Да. Како дете у мене е било много убаво детство, да. Мама, майка, татко, сестра исто така. Школа съм се учил, да. И кога дойде до пето отделение, више от пето отделение почна да пушам цигари, почна таков некој брз живот да живеам, да. Почна по поленка да пијам тромодоли и по поленка тоа мене почна да ме зафаќа у животот. Зашо? У мене не е било никогаш така, какво да кажам, јас сум имал се, у мене мама и тато са ми давале се у живото, но не сум имал строгост, дисциплина. Но, слава Богу, денеска у мене тоа се е како што треба. И пето-шесто отделение, више почнаме да пушиме цигариња, почнаме тука да се дружиме. Друштвото, фактички така се направило, што моето друштво почнаме сите да пушиме цигари, почнаме да пиеме тромодоли, таму почнаме по полека више седмо отделение, почнаме таму на фолија да пушиме хероин. Таму у нас, дека јас живеам у мојот град, има таму една градинка и таму се собират сите такви наркомани, што викат сите комшии, нели, соседи таму наркомани. И јас се сдружил у таа друштво, у тоа друштво почна да се другирам и полека почна да се болам, почна да на шприц, па еден известен период, но известен долг период, јас пробив на шприц едно 15-16 години. Но пред да дојде до тоа, на шприц, да, пред да почнам да се другирам, јас се играше фудбал, јас беше одличен спортист, мене фудбалот толку многу му укрепуваше, нели, држеше му еден нормален живот. Но кога почна да се движам у таа градинка, да одам да играам таму ка фудбал, и таму ка со тие луѓе, и мене ме зафати тај круг на луѓе, и ја почна да тонам. И една вечер таму седевме у таа градинка, и со еден таму мој другар, почнаваме да правиме обед таму ка немавме пари да си купиме дрога, и он вика ќе улеземе таму, ќе го украдеме тоа, ќе го направиме тоа. И знаете, како тебе кризи, тебе ти е лошо, треба ти тоа за да дојдеш до тоа. И ние ојдеме, направиме го тоа, што се случи, мене ме затворија у затвор на година и пол. Јас ојде у затвор, помина там година и пол, виде там каков е живот у затвор. Едноставно јас не се исплашив од затвор, јас едноставно, мене ми беше интересно тоа у животот. И излезе јас од затвор, поминава тие година и пол, и по полека почнав да се увлечувам у продажба на наркотики. Зема 5 кила трава, зема таму хероин, почнав да работам, почнав да продавам, и по полека тоа мене ме ухвати како да ви објаснам, у круг, у лош круг. И еден таков момент погоден се случи, враќајќи се од Скопје, мене ме заустави полиција, Бобан лежи на земјата, улегнаваме доле, ставиваме лесици, однесјаме у притвор, и тука мојот живот се затвори за 5 години. Мене ме затворија 5 години у затвор. Ја ојде у затвор, таму се таму другари, познати се, правилно пречекава тука, но и таму корупција, таму исто дрога се продава, таму исто ја почнава да се другирам секој ден, командири се носат, ти се другираш, едноставно. Аз си бил на слобода, аз си бил во затвор, тоа е исто. Поминаа тие 5 години, излезе ја од затвор, после тие 5 години, проби на слобода таму, тоа е бил краток период. Мене па ме зафати тоа друштво, ја викам толку, нели, там еден период не зимав у затвор како половин година, излезе, викам толку више не зимам, не се другирам, да, додека излезе еден месец, ја па почнав да се другирам.
почнах да се дрогирам, помина еще един период, мене ме затвориха па 5 години и 9 месеца, тоа се на се 11 години затвор. Ја го помина тај затвор, ојде, одлежа го и тај затвор, се излезе, викам толку доста, више крај, не се дрогирам. И еден период ми се деши една таква ситуација, што мене Бог ме принесе тука, да. Едноставно ја беше земал кола една на рентекар и со неја беше направил сообраќајка незгода. Едноставно јас беше изморен од таков живот. Ја немаше излез. Секој ден доваѓаа луѓе, тропаа дома, тражеа ме, тука дужен. Тоа беше едноставно мој кошмар. Едноставно јас дома сум се затварал, не сум сакал да излезам на улица, заради сите са ме гониле, на сите сум бил дужен. Метадон сум 11 години, пијам 12 години метадон. Тоа е било страшно. И еден таков момент се погоди, едноставно ојде на игралишто, тя толку многу го сакам фудбал, ојде фудбал да гледам таму у нас близко до мојата зграда, има игралишто, ојде фудбал да гледам, сретна таму кај еден брат. Он ми е комшија на мене и он исто така уверува у Бога, слава Господа што и он уверува. И он ме сретнува мене на улица и ми вика, нели ти е више досадно и више нели си изморил таков живот, вика, да живееш? Викам, секој викам измориш, но што да правам? Викам, дај помогни, што да правам? Ја едноставно беше изморен у животот, не кише да живеам таков живот. И он ме вика, сакаш вика дојдеш на рип центар. Ја не знаеше што е тоа рехабилитација. Викам, сакам. И он што направи тамука, ја не знам, там ја висен преку црквата, там на некој пастир тамука, но слава Богу што он тоа го направи, тај чекор, и едноставно што ја беше толку изморен у животот. И он вика, што, за 3 дена, за 2 дена, вика, купувам карта, седнуваш, вика, на автобус и одиш. Викам, супер, окей. Јас ќе одам дома, он за 1 сат ми звони, вика, ја ти купи карта, вика, утре одиш. Викам, супер, ја ги спакува стварите, едноставно ја не ни знаеше дека одам. Доваѓам у Литванија, мене ме праќат у Литванија, доваѓам у Литванија на рип центар, дом, хорош, убав дом, прекрасен, доваѓам тука и мене почнуваат кризи да ме фаќат. Фаќат ме кризи, мене ми е лошо, ја трпам една недела, ништо, викам, толку крај, одам се за Македонија. Зијам си го куфер, одам до автобуска станица, стоам на автобуската, ни на лево, ни на десно. И слава Богу што нешто иде, враќам се па назад. Последната недела па иста ситуација ми се деси, па одам до автобуската, па назад. И више поминавам и тие лошите кризи. И пополека ја почнав да се укрепувам, да ми се враќа силата, почнав да јадам, да поминаа тие кризи, но се у Божја благодат. Знаете, вие кога се наоѓате у Божји дом, тогај Господ ти дава сила, тогај има сила на се. Но пред се, ја никој пат у мојот живот не верувал у Господ, ја бил неверник, едноставно ја бил против Бога, да. Но тука јас земаја Библијата и читам у Библијата, читам там има место писание, вика, ако се спасеш ти, ќе се спаси твој цел дом. И ја го прочита тоа место писание и така ме допре до срцето, викам, но да, викам, Господ има, слава ти бе, викам, Господи. И ја почнаа да се движам по тоа Божјо слово. Но Бог, кога ти се движиш по Божјо слово, Бог ти отвара пат. Зашо патот? И он со ти Христос е пат, да? Ја многу сум благодарен на Господ, што Бог мене ми придонесел тука, у Литванија, у Вилнус, што ја го поминај таа рехабилитација. Јас сакам да ви го представам сегашниот мој живот, и јас сега како се движам у вера, со Божјо слово, со сила у Господ. Господ никој пат нема да ме остави. Зашо? Од ја доверувам на Господ, ја верувам. Денеска, јас живеам прекрасен живот, јас денеска работам, станам се бајле, одам на работа, читам Божјо слово, читам Библија, одам на работа, работам. У мене денеска има распоред у мојот живот. Како у Господ ќе има распоред, поредок, така и у мојот живот има распоредок. И ја очень многу благодарен и на Господ, и на тие луѓе, браќи и сестри, на црквите, што има такви луѓе, што помагат, што знаат да те направат у патот, за ти да го осетиш правата Божја милост, да го осетиш колку е мил и благ Господ. Будете благословени, Господ да ја благослови сите. Амин.